Грција има една многу тврда позиција, непопустлива, и тоа беше видливо 3, 4, 5 месеци наназад. Проблемот е што кај нас се форсираше еден лажен оптимизам. Тој оптимизам требаше да послужи за покривање на шупливоста на новата насилно седната влада. А сметате дека до владата дошол овој документ, знаела владата за такво нешто? Па ако сум го видел, ја го виделе сигурно уште 1000 луѓе во Скопје. Значи суштината е и го виделе сите, од Може Димитров ли да ни откриете за која амбасада станува збор? Па еве заклучете сами. Значи нема многу амбасади што имаат капацитет за правење на стратешки анализи во односот Македонија Грција и кои што активно се инволвирани со притисок и ваму и таму. Значи, суштината е, повеќе од јасно беше дека нема да дојде до решавање на овој проблем и ми се чини дека оптимизмот веројатно заклучија дека ќе се формира нова влада, па мора таа со некакви планови 369, со некакви празни флоскули, со некакви нејасни термини и со некакви насмејани ликови да се движи напред. Меѓутоа пројде и 3, и 6, и 9 месеци, и 16 месеци ќе пројдат работава и гарантирам, ова се снима, се гледа во живо, дека нема да се помрдне од мртвата точка. И јас мислам дека ова беше и однапред проектирано како сценарио, за да се, тоа го кажав и во неколку емисии наназад кај вас, дека всушност се прави одвлекување на вниманието. Ако прашањето за името го поставиме овде, а двојазичноста овде или под маса, практично се туркаше двојазичноста под маса, додека се насочуваше вниманието кон еден проблем кој што е нерешлив. На овој начин, со вака поставени распоред на силите во регионот, Македонија на надвор, капацитетите за надворешна политика од наша страна, големите сили, судирањата на интересите на големите сили, проблемот не може да се реши, така што се е ова забава за раја. Стратешките документи, правците и анализите, ако ги гледате и сигналите, и она што го кажа сега Метјо Нимиц, не даваат простор за оптимизам. Од наша страна се промени име на аеродром, се промени име на автопат, се пушташе чочек по тунели. Не знам што све не прават да им се додворат. Ништо нема од тоа. Он доаѓа, Коцијас доаѓа во Скопје, бидејќи сега му е мерак да слета на променето име, што е понижување според моето разбирање на политиката, и носи пакет. Во пакетот вика нема отстапки од овој пакет. Пакетот не кореспондира со резолуцијата донесена од Совет за безбедност во Обединети нации. Ако вие тоа не сакате да го видите, ваше право. Ја не ви се мешам. Значи, ако вие настапувате од позиција мора сите албанци анблок да бидат во НАТО, и тоа е ваша легитимна позиција. Македонија да биде во НАТО. И јас сум за тоа. Јас не зборувам како албанец, не живеам во Албанија. Јас живеам во Македонија. Не живеам во Косово, живеам во Македонија. Јас ги гледам интересите, ме интересираат и Албанија и Косово, па и Бугарија и сите соседи да имаме добро соседски односи со сите. И ме интересираат албанците во Албанија. Меѓутоа јас во Македонија гледам како граѓани на Македонија, заедно како Македонија да бидеме дел од НАТО. Гледаш, Албанија стана дел од НАТО. Значи, лошо ли е дека Албанија стана дел од НАТО? Вие кажувате приказни. Овде кажувате приказни. Знаете зошто? Затоа што и ја можам да ги кажам овие работи и нема дебата. И јас сум за НАТО. Па јас сум за НАТО. Како Албанија дојде до НАТО? Па и јас сум за НАТО. И јас сум за НАТО. Па треба да седнеш да очигледно го пристапите како до НАТО се разликувате двајцата. А што да ставиме? Да ставиме црни наочари или превез да си ставиме, да не ги гледаме, да не гледаме реалноста? Зашто црни наочари? Па затоа што ќе гледаш право, без да ги гледаш интереси. Ама вие не ли гледате дека Македонија нема да стане дека сите партиски партии да ги остават интересите, партиските интереси на страна. Ова е државно прашање. Не викам дека ти, сите. Не викам дека ти. Сметате дека сите помалку калкулираат, господин Весели? Калкулираат помалку како политички партии. Дека ќе доаѓаат изборите и јас реков вака, јас реков така. Избори нема пред нас. Пред нас нема избори. Па има идната година председателски имаш, како е за 5 месеци. Сега ли ќе калкулираме? Па како не калкулираат? Ја не сум прв пат во политиката и во избори. Па добро знаете дека сите политички партии треба интересите партиски да ги остават на страна. Ова е државен интерес.